Министерството за земјоделство огласи околу 1500 хектари државно земјоделско земјиште за распределба. Нешто повеќе од 400 хектари државна земја ќе се дели на земјоделците од источниот регион. Во Штипско од овој оглас нема огласено државни парцели за распределба, но затоа до 3 и над 3 хектари државно земјоделско земјиште ќе може да конкурираат општините Кучани, Виница, Пробиштип и Берово. Младите земјоделци во регионот бараат државна земја да може да ја обработуваат. Доколку има за аплицирање за земја, би аплицирал и би земал. Околу 500 земјоделци во Штипско имаат склучено договори за закуп на државно земјоделско земјиште. Според податоците од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип, околу 5000 хектари државно земјоделско земјиште се обработува во Штипско и Карбинско. Целокупното државно земјиште да се стави во функција, река од Министерството. Ревизијата на државно земјиште покажа незаконитости, раскинати се околу 200 договори, затоа што концесионерите со години не плаќале закупнина за земјата што ја добиле. За околу 400 хектари државно земјиште во Карбинско по раскинувањето на договорот се води судски спор. Тамошните земјоделци побараа нова распределба. Земјишето е слободно, ние сега бараме да се подели на луѓето од село Таринци и од цела општина Карбинци, за да го обработуваме ние. Бараме да се подели од 6 до 10 хектари, така што сите имаме механизација и ќе можеме да обработуваме таа земја. Во меѓувреме повеќе работа ќе има за државниот земјоделски инспекторат. На последниот оглас за државно земјоделско земјиште за површина на 3 хектари од предвидените 149 хектари ќе конкурираат земјоделците во Кучанско и Виничко. До 3 хектари за 163, односно 98 хектари, да конкурираат и да ја добијат по концесија, ќе надаваат беровските и пробиштипските земјоделци.